Гасеници на инсект познат како боров четник пустошат борови шуми низ Македонија, што се очекуваат да се засели со доаѓањето на пролета. Според најновите науди на експертите од Факултетот за шумарски науки, зафатени се 9300 хектари борова шума, а ситуацијата е најалармантна во шумските предели околу Кочани, Виница, Штип и Свети Николе. За жал, појавата на боров четник и неговото масовно размножување не се ретка гледка кај нас. Ова ситуација се повторува од година во година со се посериозни последици. Исклучок не беше ниту изминатата година кога забележавме сериозна појава на сушење дрвја, црн бор насекаде низ државата. За ова сушење и изумирање придонесуваат голем број негативни фактори, но често токму боровиот четник го подготвува теренот. Велат од Факултетот за шумарски науки. Како на овој проблем гледаат и што преземаат од Национални шуми на Македонија. Ние како јавно предпријатие се обративме на Факултетот за шумарство, од каде соодветни тимови кои што се стручни во однос на проблематиката која што во моментов ја третираме, беа на терен и излегоа со конкретни извештаи и насоки кои што ги дадоа до нас како предпријатие. Значи, меѓу другото, и она кој што го споменавте, да, имаме и доста боров четник кој што ги има нападнато тие култури. Значи, ние од факултетот имаме добиено конкретни чекори кои што ќе мора да ги спроведеме се со цел да површините се обноват и на истите се насадат или пак она кое што е евентуално здраво остане заштитено од ова кое што сите го гледаме. Досегашни напори во борбата против боровиот четник не секогаш биле успешни, бидејќи покажува неверојатна отпорност. Кое е решението во ваква состојба? Сега ние како предпријатие верувајте дека се она кое што ќе го добиеме како задолжение, би рекол, ќе го направиме истите тие површини. Значи, ќе се направи проценка дали некаде ќе треба да не делуваме, тоест да направиме други превентивни мерки, дали некаде ќе треба целосно да се отстрани таа вегетација која што има и да во најкратко можно време веднаш пристапиме со пошумување и би рекол со пошумување на дрвни видови кои што во периодов кој што предстои добро ќе екзистираат таму. Јас во неколку мои изјави кажав дека најдобро е за било кои површини пошумувањата да ги правиме со автохтони видови, тоест со видови кои што се веќе докажани за тие површини дека најдобро екзистираат, тоест дека тоа е нивниот природен дом. На тој начин тие дрва кои што ние би ги засадиле или пак кои што природата сама ќе ги даде како обнова, на тој начин тие многу лесно и многу брзо ќе растат и ќе се развиваат. Боровиот четник големо присуство покажува и во други делови од државата, а особено изразен е и во Скопско.